За тоа како ќе помине денешната манифестација во Крива Паланка ќе проследиме од дневниците на К3. А сега предлагам да се опуштиме со малку музика. Уживајте. Hey
Slušajte me, mili čeda, jaske idam, cari grada, na mene odvarli Grci, golem poplake. Ej, golem poplake. Ej, golem poplake. Кумановци се познати по својата хуманост. Во Центарот за ран детски развој во основното училиште 11 октомври, волонтерите од Црвениот крст Куманово донираат 2 пакети со храна и хигиенски средства. Помошта е наменета за социјално загрозено семејство, чии 2 деца го посетуваат центарот. Прилог на колешката Ивана Младеновска. Волонтери од Црвен крст Куманово донираат 2 пакети со храна и хигиенски средства во Центарот за ран детски развој во основното училиште 11 октомври. Помошта е наменета за социјално загрозено семејство, чии 2 деца го посетуваат центарот. Според едукаторот Верица Тодоровска, на овој начин им се олеснува животот, а воедно им се нуди соодветна едукација на децата кои што не се во можност да ги посетуваат градинките. Обично се деца од социјално загрозени семејства во центарот згрижени, затоа што згрижувањето на децата е бесплатно. Сите материјали за работа се обезбедени од страна на УНИЦЕФ и општината Куманово. Значи, тие се ослободени од секакви давачки за работа на нивните деца во овој центар. Во центарот има 34 деца од различни националности, претежно од македонска и ромска, а се на возраст од 3 до 5 години. Тие го посетуваат центарот секој ден од понеделник до петок по 2 часа. Целта е да ги подготвиме децата за на училиште. Значи, возрастната структура на деца е од 3 до 5 години. Ние им помагаме да ги доведат на помала разлика социјалните и едукативните способности на децата со децата кои што веќе посетуваат градинки и доаѓаат од други семејства. Центарот за ран детски развој започна со работа во декември минатата година, кога бија реновирани 2 училници со донација од УНИЦЕФ и општина Куманово. Деновите околу великденските празници се вистинско време за да се помогне на сиромашните и болните. Во свет ограничен со зидовите на мувлусана соба и мало ходниче со неколку стари апарати. И без бања живее 24 годишниот Виктор Михајловски со неговата болна мајка од Куманово. Пред 2 години нивниот дом изгоре поради стара дотрајана инсталација. Од тогаш тие немаат ниту струја, ниту вода, а живеат со 1200 денари социјална помош. Сепак постојат хумани луѓе кои собраа средства за ова семејство да го дочека Великден достојно. За да ве уведеме во темата, ќе го погледнеме првиот прилог кој беше објавен пред неколку дена. 25 годишниот Виктор Михајловски од населбата Ѓурче Петров во Куманово со неговата болна мајка живеат во тешка сиромаштија и тотален мрак поради неплатени сметки за струја. Мувласаната соба за која Виктор стравува дека секој момент ќе се сруши, ја осветлува со една светја. Виктор е невработен и едва врзува крај со крај во денот. Тој бара од ДВН да имаат разбирање за неговиот долг. Барам ако сакаат да дојдат да ми приклучат струја за да живеам јас како човек. Барам од институциите, од Центар за социјални работи, Куманово, ако може нешто да ми се помогне. Стара дотрајана инсталација пред 2 години го пеплоса нивниот дом. Ова семејство сега живее од 1200 денари месечно социјална помош. Од тие пари, половината оди за купување на лекови. Поради пожарот немаат ниту бања за да вршат лична хигиена. Што да платам јас? Дали да купам на мајка ми лекови, таа е болна, дали да јадеме, дали ми бараат пари, велат прави на рати. Јас нема ни за рати да ги платам.
Виктор е електроинсталатор и монтер по струка, но моментално е невработен. Претходно сезонски бил ангажиран во градежништвото. Тој е загрижен за неговата иднина и потенцираше дека многу пати барал помош од надлежните институции, но тие биле глуви за неговите проблеми. До сите, до фирми, апелирам. Млад сум, здрав, прав, што се веди, можам да работам, да ме земат, да знам дека потоа е полесно. Со парче лев во рака е полесно. Повеќе од било кога ми е потребна подадена рака, додаде на крајот Виктор, со надеж дека ќе се најде некоја хумана рака што ќе му помогне да исплива од немаштијата во која тоне. Откако К3 телевизија ја објави оваа сторија за 25-годишниот Виктор Михајловски, кој живее во навистина тешки и мизерни услови со неговата болна мајка, институциите и хуманите луѓе веднаш се јавија да помогнат на ова семејство, кое по многу години достојно ги дочека Великден. Да го погледнеме и овој прилог. По објавената сторија на К3 телевизија за тешкиот живот на 24-годишниот Виктор Михајловски и неговата болна мајка, кои 3 години живееле во тотален мрак и немаштија, институциите и хуманите луѓе се јавија да помогнат на ова семејство. Благодарение на нашиот медиум, хуманите луѓе од организацијата Крепост, Црвениот крст и Центарот за социјални работи од Куманово, Михајловски Великден ќе го дочекаат со електрична енергија. Конечно оваа година, вели Виктор, чиј гласот среќа трепереше, со мајка ми ќе вапцаме јајца. Верувате, јас сум многу среќен. Никого ево што го преживеав овие 2,5 години не му посакувам. Да се седи на свеќа, да немаш електрична енергија, без работа, без пари. Многу е тешко. Хуманитарната организација Крепост собра средства и помогна на семејството Михајловски да добијат струја. Донираа великденски пакет со храна и облека. И Црвениот крст донираше пакети со храна и облека, додека од Центарот за социјални работи ќе му обезбедат еднократна парична помош. Виктор како помлада личност со завршено средно образование ќе го вклучиме во активните мерки кои се спроведуваат преку Агенција за вработување. Преку тој начин верувам дека ќе може да биде подостапен на пазарот на трудот и на крај да може да најде работа со од која ќе може да екзистираат заедно. Мајката на Виктор, која е болна, не може да биде згрижена во ниту една институција, ниту пак да ја прегледа лекар бидејќи нема лични документи. Таа нема македонско државјанство, но од Центарот за социјални работи изјавија дека ќе им помогнат при вадење на документацијата. Ќе преземеме мерки за помош за обезбедување на потребната документација за неговата мајка. Истата да биде запишана во матичните книги и во регистрите на Република Македонија, понатаму да ги остари и другите права кои го следуваат од аспект на социјална заштита. Виктор е бескрајно благодарен за оваа помош. Тој додаде дека сега му недостасува и една пристојна работа, која ќе му даде сигурност дека веќе не мора да бара помош, ќе може да го одржува домот и да помага на неговата мајка. Почитувани, тоа беше се за денеска што ви подготвивме. Доколку сакате да ги дознаете најновите информации од регионот, Македонија и светот, гледајте ги дневниците на К3 во 12:30, 16:30 и 20 часот. Јас ви закажувам повторна средба утре во 7 часот. Ова празнично издание го заокружуваме со песната на Великден сум се заљубил. Уште еднаш честит празник од екипата на К3 телевизија. Секое добро до утре. Na Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сум видел, што на Великден се нас собрал. Мили Боже ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже ти ми помогни, кажи каде да